И аз се викам Мишко Евтимов, бив кошаркар и спортист и на една утакмица бев повреден на градниот кош, т.е. набиен и осеќав големи болки. Тогаш бев кај господинот Ице Праметаров, тој врши еден вид масажа со прсти и мислам дека треба да му се има голема доверба во неговата способност. Бев кај него едно 3 пати во рок од една недела и можем да кажем дека се осеќав доста добро. И од тогаш можем да кажем никакви проблеми. Освен мене има одено кај Ице Праметаров и мојата ќерка, која е исто така одбојкарка и можем да кажем дека таа вели дека е доста задоволна од неговите третмани. Се викам Мите Илиев и по природа сум човек кој што сака се бави со спорт и до пред неколку месеци, бидејќи вака непрофесионално се бавам со фитнес, малку со други работи, и тогаш почнав да имам болки во ребетот, во вратот, и отидов на лекар каде што ме снимија и каде што ми даде диагноза дека имам лордоза, спондолоза и не знам која друга беше тоа. И тогаш ми препишаа терапија и почна да одам на терапија, но болки се зголеми уште повеќе. И веќе беа последните дени од терапијата, не гледав нешто дека има подобрување, туку на полош одеше, и тогаш си реков дека ќе имам доста проблеми. И во еден момент ми падна на памет дека Ице, кој што знаев дека води во Грција таму, дека работи со терапија, а беше и од порано дошол кај мојот брат кој што имаше проблеми со ишијазот, и тогаш си реков да сватам кај него, ако е тука, да видам дали он нешто може да направи. И отидов за среќа, беше дома, и тој, кога се видовме, се поздравивме, и рече што е, му објаснив што е проблемот, и тој рече дека тоа ќе биде здраво и добро. Искрено да ви кажам дека не верувам во тоа, воопшто, бидејќи по природа не верувам во многу работи кои што се случуваат денес во овој свет и кои се наметнуваат на луѓето, и затоа со скептицизам ги примам тие работи, и тогаш реков Ице да видиш, па после да зборуваме. И тогаш тој ми направи една терапија, кој што негова терапија се состои само со 2-3 прста тамо кои што ги прави по ребетот. Јас тогаш си мислев дека тоа нешто ќе биде болно, тој рече дека тоа нема да боли. И тој баш ги опипа места кај што има болки доста, и тогаш ја завршува терапија тој ден, и веднаш истиот ден имав промени и си реков тоа е она што ми е потребно. И почнав да одам ден, тој рече да одам преку ден, јас почнав скоро секој ден, бидејќи навистина има болки, и Ице покаже доблес да секој ден ми посветува внимание, и осетив навистина дека има подобрување. И тогаш се реков, го прашав Ице дали ќе повторно ќе може да спортам или друго нешто. Тој рече дека и тоа ќе биде. Искрено, со скептицизам и тоа го примив, бидејќи болките беа се поголеми, и тогаш ден со ден, секој ден има подобрување, и еве денес може да кажам дека веќе сум бил скоро 2 месеци кај Ице, и често пати кога ќе дојдам до некакви болки, и веднаш таму идам кај него, кој што тој ги отстранил тие болки. Сакам да кажам дека, иако не верувам во спиритуални работи кои што некои луѓе ги прават, но Ице е човек кој што ги познава анатомија, кој што ја познава анатомијата на човекот, посебно позади, и знае кој мускул и која жила или не знам како нерв да го наречем, тој го пронаоѓа тоа и го лекува. Затоа може да потврдам дека еве денес стојам тука пред камерите и сведочам дека тоа е она што мене ме ослободи. Се уште понекогаш добивам воспалување, но тоа е заради тоа што јас не се припазвам, бидејќи повторно спортувам,
но сега ден со ден ми е се подобро и така да Ице ми е пријател и кој што го посетувам вака на кафе. Тоа е моето сведоштво кој што знам дека секој човек кој што има проблеми, јас кога им зборувам на луѓето да одат кај Ице, јас им викам одете проверете. Така да тоа е моето искуство и јас сум благодарен на вистина и верувам дека ќе биде за благослов и дека ќе биде тука за добро на луѓето, бидејќи луѓето на вистина трпат болки и барат лекување. Така, јас сум Трендо од Струмица и пред едно 2-3 години бев на специјалист и тој ми утврди дека имам ишиалгис. Бев на терапија, едно 5-6 дена ја примав терапијата, масти и инекции, ама за краток период ме повтори болката во кичмата и потоа имав препорака од мој пријател да одам кај Ице. Јас го знаев, бев слушал за него, ама не ми се берува некои работи, ама самата болка ме натера да отидам кај него. Пошто исто кај него бев 2-3 пати примав терапија и за среќа од тогаш ја немам таа болка. За среќа мислам, се заблагодарувам на пријателот што ме упати кај Ице. Тој на специфичен начин, со допирање, со притискање на некои точки, во моментот некој топлина осетив и тоа 2-3 дена на терапија. После тоа, како да кажем, ја нема оваа болка. Имав и космодиск ми бе препорачали, но после неговата терапија беше најдобра, најуспешна. Му се заблагодарувам и може на било кој исто болки што ги има, му препорачувам да се упати кај господинот Ице.